Меморандумот за соработка меѓу локалната самоуправа Кавадарци и Универзитетот Гоце Делчев од Штип беше потпишан денеска со цел да се зајакнат капацитетите на оваа установа и локалната самоуправа. Првата мерна станица ќе биде предадена во употреба до крајот на месец декември оваа година, а потоа ќе бидат поставени уште две мерни станици за мониторинг на амбиенталниот воздух во општина Кавадарци. Во февруар месец наредната година се очекува да бидат инсталирани уште две. Договорот денеска го потпиша градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев и ректорот на Универзитетот од Штип професор доктор Блажо Боев. Градоначалникот Јанчев на средбата нагласи дека ова потпишување на меморандумот е започнување на соработка преку научно-истражувачка работа. Мерната станица која е донација од Универзитетот Гоце Делчев од Штип ќе значи комплетно покривање на подрачјето на Кавадарци заедно со двете кои ќе бидат пуштени наредната година. Преку нив ќе го откриеме вистинскиот виновник за загадувањето на воздухот во Кавадарци, а потоа, рече Јанчев, ќе донесеме соодветни мерки за решение или намалување на загадувањето. Еве денес имаме прилика да потпишеме меморандум за соработка со општина Кавадарци како Универзитет Гоце Делчев во Штип. Ние во насока на зајакнување на капацитетите на универзитетот и нивната соработка со локалната заедница во Република Македонија покренавме иницијатива за потпишување на договори со неколку општини во Република Македонија, каде што Универзитетот Гоце Делчев во Штип има свои наставни центри. Така да до сега беше е потпишан договорот со општина Кавадарци, ќе биде потпишан договор со општина Струмица, со општина Штип, со општина Газибаба и со општина Прилеп. Значи оние центри кај што Универзитетот Гоце Делчев во Штип има свои наставни центри. Се во насока на тоа да се зајакнат капацитетите на овие локални заедници и во соработка со една високообразовна установа која продуцира знаење и која трансферира знаење. Јас во оваа прилика исто така би сакал да споменам дека како гест на прва активност во поглед на тоа дека меморандумот не е само хартија во која стојат нешто напишано, ништо не правиме од тоа. До крајот на месец декември во општината Кавадарци ќе го монтираме првата станица за мониторинг на амбиенталниот воздух, една од станиците. Ќе бидат неколку во Кавадарци, едната од станиците ќе ја монтираме до крајот на декември месец и ќе биде врзана во системот за информирање на граѓаните во општина Кавадарци за она што се случува со амбиенталниот воздух во градот Кавадарци. Мислам тоа е гест на добра, да кажеме, волја од наша страна да покажеме дека сакаме сериозно да соработуваме со локалните заедници. Таква мониторинг станица веќе инсталираме во Штип и ќе инсталираме една во Струмица во овој налет. Во Кавадарци се надеваме дека од негде до февруари месец ќе монтираме уште најмалку две станици кои ќе го покријат целокупниот град во поглед на онаш начин амбиент и онаш начин амбиентален воздух за граѓаните на општина Кавадарци да имат правилна информација во тоа што се случува со амбиентот. Нашето денешно потпишување на меморандум со Штипскиот универзитет е едно отпочнување на движењето на работите меѓу Штипскиот универзитет и општина Кавадарци во делот на научно-истражуваните дејства и во делот на она што значи вклучувајќи го амбиенталниот воздух во град Кавадарци. Со поставувањето на оваа мерна станица која што треба да поставиме до крај на месец декември е донација од Штипскиот универзитет и со завршувањето на другите две мерни станици во Ваташа и во новиот центар, ние ќе имаме комплетно покриено на целокупното подрачје на град Кавадарци. А Штипскиот универзитет како истражна научна институција врз основа на тие податоци ќе прави елаборати, физибилити студии да го откриеме точното загадување на градот од каде доаѓа, што е тоа што е загадувањето и да најдеме заеднички предлог решение во делот на намалувањето на загадувањето. Така да ова денешно потпишување на меморандум за соработка од големо значење, поготово што нашиот ректор на Штипскиот универзитет господин Блажо Боев е со потекло во Кавадарци и живее во Кавадарци. Мене до сега ми е жал што не бил искористен како потенцијален стручњак научник во делот на она што значи негова лична определба, наука и во делот на Штипскиот универзитет. Штипскиот универзитет е еден од најголемите универзитети со голем капацитет кој што може многу да влијае и да помогне во овој дел баш што го спомнувате сега.